Во оваа емисија пак ве водиме во бањата Света Недела. И заслужено. Таму вистина чудата се случуваат. Но на почеток, за да нема забуна, мораме да разграничиме дека бањата Света Недела е различен објект од старите катлановски бањи. Овој објект е новоизграден со одлични услови за престој, кој што функционира во последниве 3-4 години. Тимот од бањата секогаш ќе ви посака срдечно добре дојде и ќе ви озможи да се чувствувате скоро како дома. Тетка Вера, сте дошле во бањава Света Недела, веројатно со причина. Да. Прво ме интересира, како дознавте за бањава? Јас за бањава дознав од видеото од Агро Балкан. Така, значи од нашава емисија. Да. Од тука случајно дознав, а дома лежев со болки ненормални, со бастумодев и не можев да истрпам. И кога го видев видеото, се јавив на телефон и одма закажав. Да? Одма закажав и во неделата овдека бев. Ме донесла. Ајде вака сега. Проблемов што го имате од поодамна е? Проблемов ми е од 2000 година. Првин почна со остеопороза јака, па сколиоза, па дискус хернија, па остеопенија, цел скелет. И јас одевте по бања? По бања. Ми препорача на бањи на 6 месеци да одам. Бањи и физикална терапија. Така. И сум одела по други бањи. Ама кога фати ковидов, така, јас имам проблеми од вакцината. Од третата вакцина. А и повеќе им се случуваше тоа. Да, имав проблеми и сега да не објаснувам тоа, што многу лошо беше. И дома останав, не одев. Еве цела година ни на терапија, ни по бањи, не можев да се движам едноставно. Кога ја видов емисијава, први ми ја кажа ќерката дека имало и на телевизија, ама ја не сум видела. Дојдов овде и сега сум еве четврти ден, колку иде четврти со неделата, јас на вториот ден бастумот го фрлив. Значи, лекови за болки не пијам. Другите лекарства си ги пијам, зашто и диабетичар сум. Така. Ама мене ми е убаво. Од водата, од сместувањето, од услугата, љубезни се многу, како дома се осеќам. Многу е убаво и мене, јас кога сега ќе видам што ќе седам овде, и ја рачунам па на есен да дојдам. Значи на 6 месеци да идам, тие болки не се трпат, да не можам да станам и да одам. Моите најблиски знаат како ми било. И сега им јавивте во меѓувреме на вашите? Да, секој ден се слушам и им кажувам. Да, веруваат? Веруваат, чим бастумот сум го оставила, јас они веруваат. И болки, таблети за болки не пијам. Значи јас секој ден по 2 таблети за болки сум пиела. И да не можам, на први спрат живеам, а не можам по скалите да се симнам. Чекам други да ми купат, да ми донесат. Значи тоа е многу тешко, а болките не можам ни легната, ни станата, значи, а овдека супер ми е сега. Сега по скали се излегувате без проблем? Да, се качувам и тоа повеќе пати, по 2 пати на бања си одам. На терапија се. Сега првиот ден беше потешко, кога го оставив бастумот, ама сега еве добро. Уште колку дена ќе си седите? Па ќе видам 10-12 дена сега да се стабилизира. Да се стабилизира. И многу докторов ми помогна. Значи докторов ми помогна многу со, јас не знам, не сум медицинско лице да кажувам што со тој преглед и што ми правеше, јас одма го оставив бастумот. Значи, овде е неверојатно. Тетка Добрила, здраво живо. Здраво живо. Како сте? Одлично.
Да. Да. Сега сте одлично, ама пред неколку денови не беше така. Не беше. Признавам, не беше. Да. А сега, како дрен? После колку денови овде? 6 Да. денови, одма друга слика. Добро, што се случи пред колку години се случи? Година и пол, како сам скршила зглоб и 2 скршеници испод зглоб. Година и пол иду по терапии. Каде не сам била? Па дури у Ниш беше. Али добро, што ми каже тај у Ниш доктор. И овај исто мислење. Не ти треба операции више, пошто мене зглоб искача од лежиште. Само бања и физикално, ништо друго. Бев на физикални у Куманово. 6 месеца по 10 дена. Тој се шеje се физикални. Ништо. Со Подобрување со струја. И вежби, али ништо подобрување. Не биде. Детенце едно физиотерапеутче доаѓаше дома, она ме многу го вежбаше, али требаше некој што знае нервот да ми го Така, да го намести таму активира, каде што да ми го треба. активира, да. Така. Слушам за ова бања. Како слушнавте? На мој дебер син страдаше многу години со кичма. И почна и ногата да му се фаќа. А каде не е отишол и што не е пробал. Слушнал за ова бања и дошол. За 4 дена ногата му се пуштила и се отишол дома. И од него разбравте. И он ми се јави, Стринке, да одиш у таа бања. А ја не сам ни чула за оваа бања, од нега слушнав. И што сум гледала на телевизија. Син ми вика, одма пакувај се и да те виду да идеш таму. Абе, викам, доста дава пари, од коде да знам. Иди, не ти требат пари, треба ти здрави. Добро, синко, довеземе син ми. За 6 дена докторот. Не знам што има од тие прсти негови. Дали има некој магнет, дали што има. Само почнав да ме пипа, да го најде га нерв. Го ослободи. Ослободи. Овде рамото ми тежеше и тука ми го среди тоа. Имав тај вештачки мускул. И тоа ми го среди, ми тежеше раката. И тоа ми го среди. Бањата е супер. За доктор немам зборови. Народен човек да те сослуша, у секое време да дојде и сабалека дојде док сите не види, со сите не се поздрави, тој не си оди. Свакам, до сега таков доктор не сум сретнала. Оваа бања е, значи, кој страда од спондилоза, од овие скршеници со нерви повредени. Само овде. Никаде на друго место да не иде. Мило ми е што, ете, сте си го нашле тука лекот, Куманово е на 20 километри од тука. За 20 минути дојдемо. Така. Така да сам знаела порано, ја би одма дошла. А не мува се куде не, свашта. Не знам што све не сам правила. Али Ѓорги, нека е жив и здрав, тој ми кажа, и јас ке ти ја средам раката и нема да те пуштам додека не бидеш како треба. И ја му верувам, само на него му верувам. Затоа што стварно е вистината кажува. Така, има и уште едно момче младо, исто и тоа масира. Максим, Така. срце дете е. Свака му част, како убаво масира, како му кажа Ѓорги, да ми го симнуе овај Мускулот. мускул, така. Исто Бети, Докторка. докторка. И она, немам рече за персонал. Сите се толку фини, јас се осеќам како да сам дома, а не на бања. Уште колку дена треба да седите така добила? Па до 10 дена, ми доктор рече дека после 3 месеца можем пак да дојдем ако случајно. Така. Али и да не ме боли, редно е да се врати još еден пut бања оваа да се направи. Бањата е нешто неверојатно. Доктор е нешто неверојатно. Светски народни човек.
ти застане со секој пациент се бале да направи му обед, да те праша како си, што си, дај вам раката да видам. Чека сега јас ова ќе те ставам. Не знам, не знам такав човек до сега не сум сретнал. Први пут у животот мој. Чичко Милан, Кажи, ми рековте дека доаѓате од Крива Паланка, да, ама сега гледам овде сте во бањава Света Недела. да. Која е причинава? Причинава е малтоку работите такви беа кај мене рударски, Така. јамски рудници. Во Тораница горе или? Во Тураница, во Крстовдол и најпосле отидов во Србија Лец. Исто олово и Исто цинка, рударство. а тој во Крстовдол беше антимон. А овој олово и цинк во Србија исто како во Тураница. Така. И години беа. Стигна и ногите откажа. Пред колку време тоа се случи? Па еве пред година дена. Натака намака, вакцини, едно друго, таблети не помага. И слушнав од вас, да видов овдека на телевизија и го запишав број. Така. Да видов вас овдека бевте и го запишав бројот и се јавив на газдата. Се јавив така и така, може ли да дојдам? Може, речи. Еве веќе 3 дена сум тука. И какви Се се првиве впечатоци? Се осеќам подобро. Значи ногите више не трнат, не болат. Така. И мислим дека ќе биде добро. Друго, докторот е многу спреман. Тоа е прва лига, нема што. И сум захвален, смештајот, кујнава, све на највисоко ниво. Нема Значи, што- поубаво дома. По дома, нема што е тоа. И захвален сум и на вас, што видов тука на телевизија. Два пати ве гледав Мило, и Милони и И нас реков- и да продолжите да си гледате. гледав. Благодариме. И благодарим на ова телевизија дека повеќе не ја гледам. И таму ме видов Така. и така. Мило ми е што сте си го нашле Да, леко и ја тука мислим дека и верувам дека ќе си одидете задоволни. да, сигурно и кажав имам сестра во Кочан. И зетни исто така он во Австрија беа таму. Така. И него ногите му откажа. И утре го чекам да дојда тука да се видиме и тука ќе остане. И зетот и сестрата. Значи добриот глас надалеку се слуша. Да, се слуша. Значи, како ме праша, викам, супер е. Доаѓаме ние, се чуле, со газда и доаѓа. Лилјана Мирчевска од Скопје. Така е. Сега дојдовте како гостинка во бањава Света Недела или има некоја друга потреба? Во бањава дојдов со друга потреба. Како викаат, секоја работа си зема данок. Која беше Мојата- вашата работа? 40 годишна работа како банкарски службеник на шалтер си допринесе да дојдам до степен да морам да одам на операција. Една година во пензија и ми се деси да 3 месеци не можам да газам на левата нога. Болки невидени. Снимки, резултати, испадна дека мора да се направи операција, раскавицата од зглобот почнала да се подјадува. Меѓутоа не знам дали го направив вистинскиот избор и решение, што одма отидов да се оперира. Зашто кога дојдов овдека и господинот Ѓорѓи, кога ме прегледа, ми рече многу си погрешил. Требало прво да дојдеш кај мене. Меѓутоа, по операцијата ми остана оток. Не почувствував болки, него тоа многу ме печеше, ми пречеше, како воспалено цело време. И синот ми вика, мамо, јас слушнам, вика, за бањата Света Недела, вика,
А поготово вика за докторот читав и рече многу пофални зборови, вика. Слушна, вика, дојдовме јас и синот во бањава. Влеговме во базенот, се бањавме, дојде докторот доле случајно и јас викам, докторе, да ве замолам да видите, викам, вака и вака. Кога ме виде, вика, ау, вика, зашто, вика, ова останато така, оток. Викам, не знам, докторе, викам. Ми вика, ајде, качете се горе после бањата со синот, да видиме што е работата. Не прими докторот, ме прегледа и вика, мора, вика, да дојдете да, барем 10 дена, вика, со терапија, вика, на тој дел на отокот и масажа, водата, вика, ќе се намали. И стварно, тоа тврдиот дел кај операцијата тука, еве 8 ден денеска, се омекна, се намали. Докторот вика, полека тоа преку коленото и зглобот кај прстите, вика, ќе се ослободи и ќе спласне отокот. Меѓутоа, син ми вика, докторе, ајде и мене, вика, ако може, вика, да ме видите, вика, раката можам да ја дигнам до одреден степен вака. Докторот почна златни раце, има тоа прстите, значи, со самиот допир ги ослободува нервите, живците, мускулите, и погодува точките. Така. Тоа е чудо нешто. После тоа масажата, терапијата што му ја направи, вика, Ѓорѓи, стани, син ми, раката ја крена догоре. И вика, докторе, леле, колку ме болеше, вика, му вика, од што си работел, вика, во седечка положба, исто како мајка ми, во банка. И вика, тоа бицепс ли како се вика, и другиот мускул, меѓу него се направил трет мускул. Значи го ослободи тој дел и син ми вика, јас сум препороден. Исто и на ногата, и тука му го ослободи нервот. Баш се слушнавме јас овие денови кога сум веќе овдека. Викам, Дарко, како си, синко? Викам, мамо, супер сум. Вика, ти како си? Викам, јас сум супер. Викам, плюс, викам, главоболки што имав. Понекогаш вртоглавици. Од спондилоза. Да, од спондилозата, викам, сите точки ми ги попуштија, викам, и сега се чувствувам супер. И денеска на терапијата кај докторот, повторно уште еднаш ме помина, вика, пошто си одиш за 2 дена да те ослободам скроз, вика, за да немаш веќе проблем. И јас сум презадоволна. Смештајот е супер. Првично доаѓам, никогаш не сум била вака сама, со непознати луѓе, меѓутоа, овде се чувствувам како да сум била со луѓето цел живот. Тетка Благојка, ми рековте дека сте Велешанка, Да, че градска мома. Така, за Велешанките, така се така е, вели. така се И за Битолчанки, и за Прилепчанки. така е, да. Која беше причината што дојдовте во бањава Света Недела и како дознавте ме интересира? Јас пред 6-7 месеци имав повреда. При пат се повредив и кичмата ја имав повредено. И 3 месеци немав станато од кревет, па после почнав со дубак, па полека, некако почнав со помагало да одам. И имав многу јаки болки, значи тоа се многу тешки доживувања кои што некој што не ги почувствувал не може ни да претпостави колку е тешко сите тие болки да ги имаш, да не можеш сам да си ги вршиш функциите и сите тие работи. Цела фамилија беше околу мене. Кога има некој болен во фамилијата, сите се болни, сите се загрижени, гледаат на секој начин да ти помогнат, но тоа е тоа. И така, случајно ја пуштив емисијата Аграр Балкан. Агробалкан, да. Така. Тоа случајно беше во недела така. И
слушам, кажуваат за бањата Света Недела, Катланово. И се заинтересирав и седнав, ја слушам. Имаш пациентка од Скопје која што се спрема за операција закажано, но има време до закажаното на операцијата и кажува какви проблеми имало, со што се соочила. И кога почна да каже, тоа се емоции, и она почна да плаче. А како што кажува и како што плаче и ја поради тоа што нели го имам тој проблем. Значи 7 месеца јас немам ја сваднат од дома. И она плаче, јас плачам. И слушам се, нели, и така и други имаше што си ги кажува своите доживувања. И ја го запамтив бројот што го кажа на објектот. Значи бројот е 077 88 4411 и го меморирав. Браво. Да. Го меморирав и така откако заврши емисијата, ја доста така бев емоционално растажена некако поради нели тие случаи што му се случуваат на човек. И со мажот ми беше испаднат. Мажот ми дојде и му раскажувам што сум видела, како сум видела, што и како се случило. И вика, па да закажеме. Ја се јавувам, прашувам, се заинтересирав, прашав дека има слободна соба, дека може да дојдам. И после 3 дена до 4, нели ги ги средив работите што требаше едно друго. И со балето со мажот ми бевме тука во 10 саатот. Ме примија многу фино, не примија како кога дојдовме со кафе, со чај. Значи, газдарицата Вера е многу пријатна особа, многу љубезна, немам зборови. А после тоа Стасе и лекарот не прими, исто се што требаше, те сослушува трпеливо да кажеш какви проблеми имаш, што проблеми, те прегледува, те дава третман, што треба, како треба, те храбри. И така во тој ден дојдоа повеќе особи и мене ми се погоди во собата исто од Делчево, особа која ги имала и тие проблеми. Така. А со таа особа толку многу ни се судрија енергиите, што вика некој хемијата. Така. Па толку многу се зближивме и сега се викаме како сестри сме. И сега ќе си се посетувате понатаму? Да. Ќе И си правите телефони. гости? Немам зборови. На особи, луѓе, дали маж, жена, кои што ги имаат тие проблеми, нека дојдат да го видат бенефитот на лековитата бања во Катланово, посебно бањата што е Света Недела. Така. Значи, тоа е различна бања од таа долу. Точно, да. И значи ваа бања е света бања и самото име ти дава некое значење, некоја верба во самиот Света Недела. Ете, нека Како помага верници, Света нека Недела и на помага сите што Света ќе Недела на доаѓаат тука. сите што ќе дојдат. Тетка Лена, здраво живо. Гледам сте дошле овде во бањава Света Недела. Да. Што беше причината да дојдете? Причината беше, јас талкав по болниците, сакав да оперисам кук, али никој не сакаше да ме опериса. И многу трпев болки. Разбрав преку мојата
деверичња, оти е бања Света Недела многу добра и дека пуно луѓе се фалеле од оваа бања. И колку време сте сега тука? Сега сме 4 дена, 5, и дојдовме овде да најдам некое чаре, пошто многу имав болки. И сега после 4-5 дена? После 4-5 дена јас више немам болки. Влегувам во бања 3 пати, водата е многу убава, топла, од мера да не ти се излегува. Кога ќе излезам од вода, толку сум опуштена, толку ми е убаво на душата, на срцето, на нозите, на целото тело. После бањата одите на терапија? А после бањата одам на терапија. Правам терапија на колкот, правам терапија на нозите и многу ми е убаво и од терапијата. Значи, докторот има златни раце? Да, докторот има магични раце, а не златни, магични раце. Прави чуда? Чуда прави што не може, нема, јас сум била и во Ниш, на многу доктори сум била, ама ова чудо не сум видела. И го сакам како роден син, толку сум го засакал. И на сите ќе кажувам колку е тој добар човек и колку лечи. Да ми живее 100 години, нека ми е жив и здрав, полно луѓе да видат како е тој добар и како кујната е чиста, храната е добра, услугата е, собите се чисти, све нема што нема. Ама јас разбрав, вие сега нешто и сте ветиле. Ветив. Што ветивте? Ако ме дигне докторот на нозе, да јас си отидам после 15 дена, ја ќе направам една многу добра баница, пошто многу добро сукам. Ќе дојдам и јас на баницата која ќе ја сукате. Дојди, ќе ја сукаме. Јогуртот од мене ќе биде. Нема везе, маш ми ќе купи. Нема проблем. И за јогуртот и за се. Ете готово. така. Па јас верувам дека после 15 дена вие без проблем ќе се одите. Нема грешка. Сега еве гледам и ова помагалото ви е настрана тргнато. Да. Јас имам и 3 и 4 прешлан овде позади на кичмата. Така. И тој ми рече, не се секирај. Јас полека све ќе те исправам. Колку ја не можеше ни да застану. 3,5 години не сум застанувала. Не сум искочила 3,5 години од куќа. Леле. Ако ме стави маш ми во кола, јас ќе ја одам. Ако не. И голема благодарност до мојот сопруг, што ме толку чува, што е увек бие уз мене, да ми намести, да ми размести, еве и во бањата се е со мене. Ни го поздравуваме, еве и сопругот. Да, еве и јас го поздравувам со цело срце. А ние со него сме од 16 години 18 заедно, деца. Значи еден век. Еден век, 57 години сум во брак. И да служи здравие. Да. И да продолжите и до 100 години заедно. Дај Боже, дај Боже. А овде верувам дека Овде пак ќе дојдам. така. Не, пак ќе дојдам овде. Дали ќе биде октомбар, дали ќе биде септембар, јас пак ќе дојдам овде. Чушко Боголюб, пред малку ве испофали вашава сопруга тетка Лена, дека многу и се наоѓате во животот и ми е мило што е тоа така. Рече дека од мала возраст сте заедно и дај Боже, така, и дај Боже да трае сето тоа до 100 години, па после ќе му ја мислиме понатака како ќе биде. Ама овде што забележав, па вие сте задолжени овде и за добра атмосфера да се создава. Така. Сега која беше причината па што дојдовте овде во Света Недела? Причината што бидна, разбраме така, имам една братаница моја, кај неја таа е стоматолог. И кај неја доаѓа една клиентка да ја направи зъби. Од тоа се и почна да си муабетат ова она и дојде до муабетот за нозете како било овдека во Света Недела и дека се излечила и дека ги фрлила штаките. Так. И си оди без штаки. И братаница ми врти, чиче, ќе те молам,
Стринка да ја водиш во Света Недела, вика, во Катланово, таа е, вика, нов хотел. Ова е бил за време римско хотел, реновирано се, како е, така, супер е. И сега да ти кажам, и кога чув тоа, нема проблем, и завртив на телефон, и сега го памтам. 7-8, 4-6 беше и крај 11-11, така нешто беше. И ми се јави, Ѓорѓи ми се јави, и му кажам, таква и таква работа, од Куманово сме, пензионери сме двајца, имаме интерес да дојдеме кај вас. И дојдоме овдека, едвам дојде, жената не можеше да се качи по скалите. И после тоа, кога отидоме кај Ѓорѓе да ја прегледа, и тој почна со магични раце, јас ги давам. Магични раце, овдека те боли, овдека те... На 12 точки точно кај ја боли. Све погоди. Се, нема ни влакно до... Лево-десно. Да. И тоа се стори, и почна жената малку се ослободи. Вториот ден, подобро, третиот ден и така, до шестиот ден, сега сме шести ден, овдека ги фрлиме вчера шаки. Сега што дојде овдека, јас сум толку среќен и да ти кажам право, дори ќе се радам. Во изминативе 2 години при нашите посети на бањата ни беа раскажани многу животни приказни. Дел од нив успеавме и да ви ги презентираме. Бевме сведоци на пристигнување на луѓе кои едва и се движеа, дури и со ортопедски помагала. Имаа проблеми со рабетниот столб, колената, спондилоза и други проблеми. Тажни ликови чија што најголема желба беше да оздрават, да се движат самостојно. И колку е прекрасно чувството кога ќе дојдете само после 5 дена и истите тие луѓе ќе ги видите со насмевка, оптимизам и надеж за живот. Еве како го слават животот. Тука во бањата Света Недела, чудата навистина се случуваат.